ТВ Објектив на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. Информативна емисија во која што редовно анализираме актуелни теми од политиката, економијата, образованието, здравството. Така ќе биде и вечерва. Наш гостин во ТВ Објектив е председателот на Општинската организација на СДСМ Кавадарци и советник во Кавадаречкиот совет Вуко Милов. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Ангел, ви благодарам на поканата и на можноста да разговараме за актуелни теми во рамки на вашата емисија. Така, секогаш ја ги прифаќате нашите покани кога ги добивате од нас за учество во овие емисии. Ќе разговараме на актуелни теми од државата, меѓутоа и од она што е актуелно кај нас во локалната самоуправа. Вие сте и советник, координатор на советничката група. Ќе почнеме со партиските активности. Како председател на Општинската организација Кавадарци, деновиве сте активни со теренските активности кои што ги има партијата, рамо до рамо со граѓаните. Зошто ја почнавте оваа кампања? Дали се надзираат изборите, па сакате да бидете близу до граѓаните и што ви кажуваат граѓаните на овие средби? Вака, теренската кампања рамо до рамо не ја започнавме заради било какви избори, заради тоа што избори ќе има во нашто представува редовен термин, односно наредната година. Сметам дека е одговорно да секоја партија и секој оној кој што е избран од страна на граѓаните да редовно и на редовна база комуницира со граѓаните се со цел да ги знаеме нивните потреби, барања, забелешки, грешки, да им кажеме што е она што сме сработиле до сега, што е она што треба да се сработи во наредниот период и да со една активна комуникација, директна со граѓаните да бидеме на некој начин во однос на се она што представува актуелна проблематика која што ги тишти, како да кажам, граѓаните. Така да во делот на она што представува избори да нема никој дилема, избори ќе има во она што представува редовен термин 2024 година. Сметам дека као влада во овие 5-6 години треба да излеземе на терен помеѓу граѓаните, да комуницираме активно со нив, да презентираме што она што сме направиле како мерки и политики кои што влијаеле директно за нивен бенефит, за подигање на нивен стандард. Тука се минимална плата која што е зголемена од 8.900 денари на 20.000 денари, зголемувањето на пензиите последно 8,4%, која ќе иземете кумулативно наназад сите зголемувања на пензии над 20% само во последната година, зголемување на плати во други сектори, образование, вработени во детски градинки, вработени медицински лица и слично, и се она што представува актуелна тема. Јас сакам да им се заблагодарам на сите граѓани кои што присуствуваат и кои што даваат и активен придонес на малските средби. Првен сакам да изразам една благодарност и задоволство до граѓаните за обемот и посетеноста на малските средби. Задоволни сте од посетеноста, бидејќи опозицијата на државно ниво вели дека многу слабо граѓани иделе на средбите со власт. Јас искрено ги гледам и нивните посетеноста на нивните, бидејќи да не копираат вашиот опонент има теренска активност. Да не копираат, тргна и тие со некаква си теренска активност. Гледам дека посетеноста таму е значително послаба. По она што можам да го видам ја и по она што го гледам, посебно на малските средби во Кавадарци, можам да кажам дека имаме едни од најпосетените малски средби на ниво на држава. Значи за малска средба да имате над 100-150 луѓе присутни на малска средба, мислам дека е еден, да кажам, сериозен успех и покажување на капацитетност на општинската организација да работи и да функционира во директна комуникација со граѓаните, бидејќи само на тој начин со активен пристап, со директна комуникација можеме да бидеме нивни вистински репрезенти. Сметате ли дека граѓаните некако веќе се тргаат од политиката и не се одзиваат многу на вакви покани да се видат со политичарите? Да, постои одредена апатија.
сигурно дека постои одредена апатија, меѓутоа од она што јас го гледам на терен е дека нашите, да кажам, средби се прилично доста посетени, граѓаните се заинтересирани да слушнат што еме ние да им кажеме и исто така да ни пренесат повратно што е она што е нивен, да кажам, проблем и она што сметат, што ни го на крај на криштата замеруваат, бидејќи кога работите и грешите. Разбирате? И така да сметам дека со таква директна комуникација се она што е добро е поздравено од нивна страна, се она што е критика ќе си го прифатиме и во нареден период ќе работиме истото да го Има ли поправиме. желба во партијата да се поправаат работите кои што не се добри? А се сугестии од граѓаните? Сигурно дека има, меѓутоа голем дел од сугестиите, од забелешките често пати доаѓаат од сектори во кои што ние немаме надлежност. Например, на последните малски средби, најголемата, да кажам, забелешка доаѓа во делот на она што представува правосуден систем и она што представува испорачување на правда. Ако земеме дека имаме поделена, да кажам, власт, извршна, законодавна и судска, тоа е фактички многу малце и многу е некоректно да извршна власт се меша во она што представува судска власт, така да сметам дека најголемата разочараност на граѓаните токму е доаѓа од Па веќе и сите сме сведоци од циркусот кој што владее во сферата на судскиот совет и се понатаму. Да, меѓутоа треба да сватиме сите ние дека тоа е работа која што е, да кажам, посебна, бидејќи секоја парламентарна демократија функционира врз база на поделба на власт, на извршна. Еве судскиот совет веќе забрани медиумите со камера да бидат таму, а без камера ние не можеме да работиме, што значи без камера нема јавност на самото. Не знам, не сум сигурен баш, бидејќи ја па вчера гледав една изјава на председателот на судскиот совет кај што се правда и кажува дека у суштина не било забрането присуство на медиумите, туку дека ради одредени други причини биле што секако новинарите треба да бидат присутни, бидејќи таму се решаваат клучни работи во се она што представува судски, да кажам, сектор. Така, меѓутоа секогаш новинарите работиме со камера, така да мораме и камерманите да ни бидат присутни. Тука имате апсолутно, мислам да нема дилема, апсолутно има. Да, тука доста реакции од Сдруженијата на новинари имаше да новиве. И од моја страна поддршка, бидејќи тоа сето треба да биде јавно и транспарентно. Ако ние ги плаќаме со наши пари, со граѓански пари, треба да и бидат отчетни и транспарентни во однос на она што ти е као судски совет работата. Така, вие стоите до тоа дека избори ќе има во редовниот термин 2024 година, тоа е ставот на СДСМ. Меѓутоа од другата страна вашиот опонент ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски редовно новија средби, кампањи, секое појавување во јавноста го користи да повика на предвремени избори, да најавува дека избори ќе има наскоро, дека ќе се случат, меѓутоа некогаш и не се случува тоа, меѓутоа повторно е активен повикот за избори. Може ли да се случи нешто на повикот на опозицијата, владеачката СДСМ да прифати и да се оди на избори? Бидејќи еве сега гледаме повици за ТВ дебата со Ковачевски и Мицковски. Вака. Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН у последните, да кажам, 3-4-5 години не прават ништо сем што повикуваат на понедни избори. Од 2020 година наваму, од овој парламентарен состав, прен почнаа оние шпекулации, да кажам, двајца ни фалат, тројца ни фалат за мнозинство, за да ја срушиме владата и да одиме на нови вонредни избори, гледате дека тоа е еден систем на функционирање кај што вие со една лажна вест сакате да ја прекриете претходната лажна вест. И тоа е системот и начинот на кој што ВМРО-ДПМН функционира. Значи, во СДСМ нема дилема и таа дебата е затворена. Ние имаме договори со нашите коалициони партнери дека избори ќе бидат во редовниот термин 2024 година. Така да стабилна ли е коалицијата? Да. Многу од граѓаните тука гледаат дека на албанскиот политички фактор многу им се даде во поглед на функционери, функционерски места и така натаму. Го делите ли тоа вие мислење како еве млад човек кој што е влезен во политиката?
Видите, јас не сакам луѓето да ги делам по етничка припадност. Сакам повеќе да функционираме врз база на оно што представува медицински систем, односно дали е некој квалитетен и компетентен да извршува одредена функција, а не каква е неговата, да кажам, етничка припадност. Многу често во јавноста Груби е прозван за некакви неодговорности наводно во работењето. Ви пречи ли тоа што ете ваш коалиционен партнер речиси секојдневно на тапет на медиумите? Видите, биле постојано одредени функционери на тапет, пак ќе ви кажам, ако има нешто што е опипливо, зборуваме сега, претпоставам за нелегално работење, коруптивно работење и слично. Ако има нешто што е опипливо, имате медиум, имате институции, можат слободно да поднесат, да кажам, кривични пријави и да сето тоа се стави во една институционална рамка и сето тоа институционално да се, да кажам, заврши со правна разврска. Се друго сметам дека е само оној систем на лажни вести, на, да кажам, хистеризирање на јавноста со постојано лажни вести, со постојана продукција на лажни вести, каде што со нова лажна вест се заменува претходната, и тоа го имавме, дека нема да има електрична енергија, дека не знам колку ќе се зголеми електричната енергија. Сега тоа се заборави, сега има други теми кај што продуцираат повторно, да кажам, лажни вести. Тоа е еден систем и начин на функционирање кој што ВМРО-ДПМН со одредени, да кажам, нивни скриени коалициони партнери го прават во Македонија, се со цел да се предизвика хистерија и да се наштети на рейтингот на владата. Повторно околу вашиот опонент велат, анкетите покажувале дека ќе имаат апсолутно мнозинство на следните избори, кога и да се случи. Ве го плаши ли тоа СДСМ дека може да ја загуби власт? Вака, прва работа, тоа се анкети, партиски анкети. Правите и вие такви? Да. Тоа се партиски анкети на ВМРО-ДПМН кои што ги прават нивни партиски институти. Тоа го правеа 10 години назад која владеја. Дали е таква состојбата на терен? Ако се толку убедени и сигурни дека ќе осваат 61 пратеник сами, кога и да се случат изборите, тогаш зашто е инсистирањето да имаме избори сега? Може да си седат комотно да си чекаат, за една година ќе се видиме на избори, ќе ги соочиме концептите, меѓутоа јас мислам дека идејата овде е нешто друго и мислам дека на терен состојбите не се баш такви како што сака ВМРО-ДПМН да ги представи. Идејата на анкетите во Македонија често пати е да не го мерат јавното мислење, туку да креираат јавно мислење, мислејќи дека дел од гласачкото тело, 2 до 3%, тоа е секој кој што разбира анкети ќе ви сугерира дека 2 до 3%, можеби до 5%, статистички не, дека 2-3 до 5% од граѓаните гласаат за победникот, а во, да кажам, ваква политичка констелација тие може да бидат клучни за тоа кој ќе биде победник на наредните избори, и токму е тоа целта и идејата на овие, да кажам, лажни анкети кои што ни се презентираат од страна на ВМРО-ДПМН. Значаен скок годинава имаме во делот на слобода на медиумите. Сметате ли дека како власт дадовте придонес во таа насока и сметате ли дека доста критики на медиумите се слушат за власта за разлика од некое друго време кога власта и не така често се критикуваше? Да, вака. Со самата наша соработка гледате на начин на кој начин ние, да кажем, функционираме тука на локално ниво, исто е, да кажем, и на централно ниво. Значи, не се вртат телефони, не се нарачуваат прилози, секој си има собствена уредувачка политика и врз основа на собствената уредувачка политика на медиумот си продуцира одредена содржина. Така да власта е во секој случај
клучниот фактор во делот на оно што представува слобода на медиуми, за разлика, например, од претходниот период кај имавме одредени, да кажам, затварање на телевизии, гонење кривично на одредени новинари за напишани текстови и слично. У последните 5-6 години можеме слободно да кажеме дека такви работи не се случуваат и текако е придонесот голем на владата во делот на она што представува слобода на медиумите. Младите, меѓутоа и оние малку постарите, си заминуваат од Македонија, болка која што се провлекува веќе 2-3 децени, државата ни се празни со млади луѓе, стручен кадар заминува надвор од државата, се помалку работници имаме, компаниите тешко може да обстојуваат. На оваа тема размислува ли власта како да се задржат младите, како да се стимулира да останат во државата, да добијат правда, да добијат здравствено и се она што следува во една нормална држава? Бидејќи многу од младите заминуваат и токму поради неправдите кои што на некој начин ги доживеале во државата. Вака, мојот став е дека секој треба да си одговорен и да си ја работи работата за кој што е соодветен. Соодветен за кој што добил мандат од граѓаните или именуван од страна на одредено тело. Во делот на иселувањето, тоа е тренд кој што и претходно сме го имале. Значи во време на ВМРО ДПМН имавме нагол тренд, да кажам, на иселување на младите. И го имаме тоа и сега. Мислам, не можам да кажам дека само можеби тенденцијата е различна. Јас сметам дека тенденцијата веројатно не е таква како што била претходно. Што може да прави владата во овој дел? Видете, граѓаните секогаш ќе си бараат подобро место, подобри економски услови, повисока плата, подобро здравство и секогаш ќе го бараат тоа. Вакви трендови имаме и во соседството. Да. Меѓутоа имаме и во земји од Европската унија, од Германија во... Значи, граѓаните секогаш, таа економска миграција секогаш е насочена токму кон тој дел, да секогаш барате повисоки примања, да секогаш барате повисоки услови за живење ваши на вашето семејство. Ние сметам дека као владеачка, да кажам, гарнитура на централно ниво сме направиле голем број на чекори во делот на подигнување на стандардот на граѓаните. Самото зголемување на минималната плата за повеќе од двојно не значи само раст на минималната плата, туку значи раст и на платите во сите оние други сектори и на сите плати кои што биле над минималната плата. Тука граѓаните контрат со тоа дека цените се доста високи. 8.900 денари минимална плата, оној кој што земал 12-13 денари, со самиот раст на минималната плата, сега истите и нивните плати се зголемени. Ако тој земал 13, сега на 20.000 зема сигурно 25, 26, 27 денари. Значи, сериозно е зголемен стандардот во тој дел. Во однос на она што представува цени, во однос на она што представува моментална светска, да кажам, состојба и криза, значи ние треба да биеме свесни дека имаме воен конфликт во Украина и дека токму поради тој воен конфликт претходно и енергетска криза заедно се поклопија, да кажам, тие две состојби, дека ние имаме стапки на инфлација во цел свет. Така да трендовите не избегнуваат нас и тоа не е нешто на кое што може, да кажам, да влие и владата. Владата, например, сме замрзнале цени на основни прехранбени производи. Кога некој друг велеше дека не треба да ја замрзнуваме цената на лебот и застана во одбрана, да кажам, на производителите на леб, ние донесовме одлука со која што ги заштитивме на некој начин граѓаните. После тоа, мислам, се донесоа други одлуки кои што опфаќа одредени други ранливи категории на граѓани, продукти. Така да, тоа што е во наша ингеренција, мислам дека апсолутно максимално е насочено во делот на заштита и подобрување и подигнување на стандардот на граѓаните. Најрелевантен момент, односно параметар во однос на куповната моќ на
граѓаните е потрошувачката кошница на едно 4-члено семејство. Ние да ја немавме оваа криза, ќе имавме покриеност со 2 минимални плати, граѓани така имаа покриеност на потрошувачката кошница. Да ја немавме, зборувам кризата. Сега потрошувачката кошница излезува негде на околу 49.000 денари по последните пресметки на синдикатот. Да, така. по последните 49.000 денари, а со 2 минимални плати вие остварувате негде 40.500 денари. Значи имате едно големо опфаќање на се она што представува основна потреба на едно 4-члено семејство. Ете да ги видиме параметрите како било, например, до 2017 година. 8.900 денари минимална плата. Кај што не беа опфатени клучните 3 сектори, текстилна индустрија, кожарска индустрија, кај што не беа опфатени со таа минимална плата. И делот вработените таму. Еден од моите родители работи во текстилна индустрија. Јас сум живеел, знам како се живее со 8.900 денари. Знам дека во тој период кога не е опфатена минималната плата, тој сектор кога не е опфатен со минималната плата, земали плати под минималната плата. Тогаш потрошувачката кошница беше околу 32-33 денари. Со 2 минимални плати едва и 50%, половина или 6% од потрошувачката кошница опфаќаа 2 минимални плати. Сега да направиме споредба дали било подобро тогаш или да направиме споредба дали било подобро сега. Ние имавме зголемување на одредени енергенси, на цени на одредени енергенси. Ева, цената на горивата полека се стабилизира, меѓутоа цените на транспортот не се стабилизираат. Цена на електрична енергија. Постојано критикуваше опозицијата, постојано лиферуваа, да кажам, лажни вести во јавноста. Прва работа дека ќе нема струја, втора работа дека ќе било не знам колку поскапа, да кажам, струјата. И секој граѓанин треба да знае дека 80% од неговата сметка, односно од цената на електричната енергија која што требаше да падне на товар на граѓаните, беше субвенционирана од страна на владата. И затоа немавме драматични зголемувања, односно имавме нешто минимално зголемување на цената на електричната енергија, која што ако ја погледнете, да кажам, во потрошувачка кошница и во она што представува трошоци на живот, електричната енергија е еден од факторите кој што е најзначаен во делот на стандардот, во делот на стандардот на граѓаните. Така да сметам дека сериозно со тие мерки сме им помогнале на граѓаните да во рамки на оваа криза, прва работа им обезбедиме струја, да нема рестрикции на струја, и втора работа да платат најминимална цена во услови на светска енергетска воена криза која што го има зафатено цел свет. И тоа е сериозна придобивка од страна на владата, бидејќи владата менаџира со средствата кои што ги собира од даноци и ги дала на вистинското место да субвенционира електрична енергија на граѓаните. Уставните измени се исто така една сериозна тема која што предстои во наредниот период во државата. Веќе тука се гледа драстична поделеност помеѓу власта и опозицијата, значи ќе се случат ли уставни измени со оглед на тоа дека власта со сета сила работи во таа насока, а опозицијата вели дека уставни измени во овој состав на парламентот нема да се случат, бидејќи реално власта не може да дојде до двотретинско мнозинство. Вете, главниот проблем е што само власта работи за одредени агенди, а опозицијата ги блокира и ги кочи тие агенди. Ако ние претходно сме имале вето од наши соседи, сега имаме вето од ВМРО-ДПМН. Во случај да не се случат, да кажам, уставните измени. Прва работа. Меѓутоа имаме, да не забораваме, и сериозни проблеми со Бугарија, од каде што добиваме секакво негирање, секојдневни провокации, проблеми. Меѓутоа, ние не треба да ја прифатиме таа нивна игра на меѓусобно провоцирање, бидејќи на тој начин ќе им даеме само алиби пред меѓународните партнери да не ставаат утре вето и не блокираат повторно. Мислам дека треба да бидеме над таа ситуација, да бидеме над нив, да кажам, во начинот на она што представува нормална комуникација помеѓу две соседни земји. Зборот ми беше во однос на ВМРО-ДПМН. Јас не знам што е проблемот на ВМРО-ДПМН да гласа за уставните измени.
минатата година или предминатата година излега одредени бугарски политичари објавија дека половина раководство, пратеничка група има двојно државјанство. Да расчистиме што старт, ја немам проблем со тоа, со никој да има двојно државјанство. Имате вие двојно државјанство? Не. Мислам да нема дилема. Меѓутоа некои имаат. Сега проблемот е оние кои што имаат двојно државјанство, кои што не им било, да кажам, непријатно да отидат. Јас можам да сватам граѓани кои што ради економски, социјални причини и го направат тоа и замина, да кажам, на запад за да работат таму, меѓутоа не можам да сватам луѓе кои што се добро ситуирани, кои што решиле, веројатно заради лично чувство, не овде економски и социјален момент, туку заради лично чувство, заради одредена чувство на припадност, отишле таму и потпишале документ дека тие и целото нивно семејство до трето колено, кој што велат дека се бугари. И сега нив им е проблем да гласаат уставни измени, каде што у суштина со уставните измени ние бугарската теза дека сме еден ист народ ја побиваме. Зошто? Заради тоа што во нашиот устав ќе стои македонски народ и наредени сите малцинства, вклучително и бугарското. Сега, ако во македонскиот устав стои македонски народ и стои бугарски народ, по нивно барање автоматски значи дека станува збор за два различни народи. Со самото тоа, ние треба да бидеме повеќе заинтересирани дури од нив да ги метнеме во уставот. Една работа, втора работа, во делот на ВМРО ДПМН, ако не им било непријатно да потпишат таков документ, зашто сега им е, да кажам, непријатно да на крајот на криштото они би имали најголем бенефит од самата таа работа, бидејќи они би биле дел од уставот, да кажам. Меѓутоа се тука и левица кои што работат на уште еден друг момент, ја не можам да ја разберам тезата на лидерот на опозицијата кој што вели дека уставни измени нема да се случат во овој мандат на собранието. А не исклучува опција да се случат во наредниот. Дали е целта да ВМРО ДПМН дојде на власт, да поентира политички од целата оваа работа дека се многу патриоти, па да шетаат по Скопје со немајчка, дека одбиваат бугаризација, дека се против уставни измени и сето тоа, да билдаат политички рейтинг, да врз база на тој политички рейтинг победат на наредните парламентарни избори и као нова власт и као премиер да првата точка на дневен ред биде уставните измени. Дали па можеби и некаква си таква сценарија. Ако е таква сценарио, тоа што треба да им го кажат на граѓаните сега, да не излезе дека повторно ги лажат граѓаните. Бидејќи не е фер да вие го зимате одредено прашање, правите, да кажам, врз база на лаги, врз база на правите хистерија во целото општество, се со цел да дојдете на власт и првата работа која што сакате да ја ставите на дневен ред биде таа, пошто јас таа формулација можам и така да ја толкувам. Тука, господин Мелов, дел од граѓаните, членови на опозицијата ќе кажат, па и Заев се колнеше дека нема да го промени името, меѓутоа се случи и тоа. Како гледате на ова контратеза? Вака, во делот на она што било зборувано од страна на претходниот, да кажам, премиер, секој која доаѓа на власт носи одговорност. Оваа недела имавме малска средба со заменик председателот на влада Славица Грковска, која што беше активна во тој период 2005-2006 година и таа ми вели вака: 2006 година им оставивме средена држава. Им оставивме држава призната од еден голем број на земји. Значајни држави. Да.
Тогаш дойде и признанието од Соединетите Американски држави. Македонија беше спремна со сите исполнети услови да биде членка на НАТО. И беше дадено ветување од страна на меѓународните партнери дека 2008 година Никола Груевски не треба ништо да прави и Македонија ќе влезе под привремената референца во НАТО. 2006 година доаѓа ВМРО да поманала власт, почнува да ги провоцира, да го провоцира нашиот јужен сосед, почнува да менува имења, почнува процес на антикризација и на крај се што сте правеле има одредена цена која што ќе ја платите. Ако сме можеле 2008 година да влеземе со привремена референца во НАТО, сме ја испуштиле таа шанса, сме направиле одредени потези, да кажам, со кои што сме им дале алиби на нашиот сосед, да утре не блокира, бидејќи види нивната позиција е многу комотна. Тие се внатре во тие институции, а ние сакаме да пристапиме таму. И да дојдеме до тие европски пари кои што пристапиме една работа заради безбедност. Гледате што се случува во Украина. Гледате што значи да биете дел на земја членка на НАТО и да не биете дел на земја членка на НАТО. Прва работа заради безбедност, кој што е еден од клучните фактори кои што го гледаат и овие странски компании, мултинационални компании кои што сакаат да дојдат и да инвестираат во одредена земја. Стремежот за тоа и влезот во Европската унија. И вториот момент Европската унија, кој што е еден поширок сет на економски придобивки, социјални придобивки, европски фондови за инвестиции во инфраструктура и слично. И на крајот на криштата она што представува пренесено, да кажам, знаење во делот на изградба и средување на системот. Во дел на правосудство, во дел на јавна администрација и слично. И тоа е тоа. Нивната позиција е комотна. Ние сакаме да бидеме дел од тие семејства и мислам дека треба да внимаваме и да не подлегнуваме на такви провокации, а камоли да стимулираме како што било тоа правено, да кажам, во минатото и на крајот на денот доаѓате и за се она што сте правеле, сте губеле меѓународни партнери, ние да не забораваме 2006 година од светол пример на Балканот, од меѓународни партнери стекнати, се доведовме во ситуација 2017 година да бидеме квалификувани као хибриден режим и као непосакувана, мислам као партнер кој што прави проблеми во тој спор. Исто така, деновиве актуелен е договорот за изградба на коридорите 8 и 10D. Опозицијата тука сериозно обвинува дека се работи за корупција од поголеми размери, дека парите на граѓаните ќе се трошеле несоодветно со провизии и така натаму. Власта ги стави во собраниска расправа, тоест во комисијска расправа со европско знаменце, исто тука доста негодување, меѓутоа што е чудно и Европската унија вели дека европското знаменце не треба да се користи. Што се овие договори за коридорите, може ли да пропаднат па да плаќаме сериозни пенали како што тоа тврди опозицијата, бидејќи го имале договорот од свиркач? Или сепак овие коридори ќе се градат и патната инфраструктура во државата сериозно ќе се развива и ќе поврзува? Вака. Делот на обвинувањата кои што ги праќа опозицијата, јас премајки се за оваа емисија, бидејќи едно од најактуелните, да кажам, прашања во изминатиот период, гледав одредени податоци. Например, ако земете километар автопат, сумите кои што биле плаќани за километар автопат, например за делницата Демир Капија Смоквица, за овој што е другиот кај Кичево, и ако ги споредите со чинењето на километар автопат од овие договори, од овие договори, тоа влегува во оно што представува просек, околу 13 милиони евра до 14 милиони евра. Тука негде се движа, да кажам, проценките за целокупната изградба на целокупна инфраструктура. Втора работа, имаат замерки во делот на оно што представува надзор на проектот и надзорот
го пресметуваат како процент од вкупната вредност на проектот. Јас гледав, например, дека Демиркапи Смоквица е 5% од вкупната вредност на проектот, вредноста на, односно паричните средства кои што били платени за надзор, овде е 1,5%. За Кичево, Охрид, околу 3-4%. Ако ги земете сите проекти кои што се корупни инфраструктурни од ваков, да кажам, аспект низ цел Балкан, надзорот е секаде на 3-4%, овде е 1,5%. Значи, да не се лажеме, идејата е да се блокира, идејата е да се покаже дека оваа влада не работи ништо и затоа се оди на константна блокада на се што и да се предложи, а кое што е во интерес на граѓаните. Толку многу владата коруптивни проекти предлага. Бидејќи речиси се е блокирано. Вака, ако е коруптивен проектот и ако го има договорот, кривична пријава во обвинителство. Да, меѓутоа такви примери немаме до сега. Тоа е најлесниот начин да вие ставите одредена работа во рамки на оно што представува систем и да крајот имате правна разрешница на целиот момент. Овака излегува само натрупување на лажни вести, постојано генерирање на лажни вести, се со цел меѓутоа кај дел од народот тие како што ги велите лажни вести и се закачуваат и држат. Да. Што ќе зборува опозицијата кога патот ќе почне да се гради? И кога ние наредна година би имале изградено одредени делници. Што ќе биде нивниот аргумент тогаш во однос на овие работи? Вете, да не се лажеме. Ова е еден од клучните инфраструктурни проекти за Македонија, бидејќи со овој проект Македонија ја добива на клучната геостратешка позиција овде на Балканот, односно да биде раскрсница на Балканот. И ние сега напаѓаме таков проект кој што треба да не поврзи инфраструктурно. Да не бидеме слепо црево, односно да е токму на централна позиција на Балканот, конечно имаме одреден бенефит од таа наша да кажам геополитичка положба, а не да бидеме земја кој што е избегнувана од страна и на инвеститори, и оно што представува транспорт и се она кој што може да се движи во овој регион. Значи со овој проект ние ја добиваме клучната наша геостратешка, геополитичка, да кажам, положба да бидеме раскрстница, а не слепо црево на Балканот. Некој седнал и го критикува и го напаѓа тој проект, бидејќи тој проект е од голем интерес на граѓаните. Споменав пак, што ќе биде аргументот на ВМРО ДПМН кога ќе почне да се гради тој проект? Мицкоски во една изјава вели ние не сме против изградбата на овие коридори и ние би ги граделе, меѓутоа се напаѓаат оние штетни наводно клаузули кои што велат дека треба да се плаќаат високи пенали во делот на работните часови и сите оние законски измени кои што треба да се. Ако имаат нешто пипливо и конкретно, нека споменав пак, нека зошто е вака го имаат договорот, зошто тие не го објават? А зошто власта го крие? По она што го имам јас како информација, значи не се крие договорот, туку се кријат одредени работи кои што се деловна тајна со компаниите, со компанијата. Бидејќи станува збор, видете, да обвинувате за корупција едно од најголемите градежни мултинационални компании во светски рамки, да кажам, таму мислам не функционираат на системи, на принцип, можеби како што се навикнати ВМРО ДПМН да функционираат со одредени градежни компании. Таму разговори за корупција, коруптивни разговори, коруптивни договори завршуваат со тоа што вие сте исклучени од, да кажам, такви проекти, така да нонсенс е да зборувате дека една од најголемите градежни компании во светот ќе функционира на таков начин. Еве, 2024 велите ќе бидат редовните избори или парламентарни избори во редовен термин. Се гледали Вуко Мелов како дел од новиот парламентарен состав, да кажеме во 2024. Имате ли аспирации да одите нагоре во политиката? Вака. Јас мислам дека тоа не е прашање кое што е важно, да кажам, од денешен аспект и перспектива. Јас сум човек кој што работи,
Моментално сум председател на општинската организација, сум член на совет во општина Кавадарци и сум фокусиран на мојата работа као председател на општинска организација во дел на подобрување на она што представува доверба на граѓаните, на промоција на наши политики, на активна комуникација со граѓаните, на застапување на граѓаните во рамки на советот, на решавање на проблеми на граѓани, така да лични, да кажам, моменти се неважни во овој момент. Како е партијата во Кавадарци? Соединето ли е членството? Има ли несогласување? Има ли различни ставови? Има ли поделување на струи во општинската организација? Моментално мислам дека сме сите овде. Мислам дека нема поделби, да кажам, одредени несогласувања од аспект на размислување, да кажам, како треба да функционираме подобро е здраво и треба да го има и го има. Ние сме демократска партија, да кажам. Секој некој што сака да даде придонес со своје мислење, со свој став, со свој активитет е добре дојден во општинската организација, да работи, да придонесува, да дава идеи, али од аспект на, да кажам, натрепартиски битки, такво нешто бидете сигурни дека нема. Претходното прашање околу тоа дали се гледате како иден пратеник е во насока на она што ќе го продолжиме разговорот, а тоа е тема од локалната состојба, функционирањето на локалната самоуправа, советот каде што сте координатор на советничката група. Тука сте доста експонирани како советник, често би рекол во кавга со градоначалникот, со советничката група, споделувате ставови, знаете да критикувате. Како го гледате работењето на советот? Вака, ја прва работа, пошто голем дел од граѓаните кои што ме среќаваат, еден дел да кажам, и дел од соработници мои ми велат вие се карате таму. Не, ние не се караме, туку ние ги застапуваме интересите на граѓаните. Ние не се караме таму. Затоа ја го кажав терминот кој што го гледам по оние коментари на социјалните мрежи. Не се караме, значи види кавга е која е нешто лично. И јас лични моменти сум немал или да кажам ретко, али никогаш не биле потикнувани од лични од моја страна. Се што дискутираме и работиме ние како советничка група е да го браниме интересот на граѓаните во рамките на Советот на општина Кавадарци. Некој можеби бил навикнат претходно да функционира на друг начин, меѓутоа додека сме ние како советничка група таму, се она што сметаме дека е спротивно на интерес на граѓаните, ќе застанеме во одбрана на тоа. Се што сметаме дека е во интерес на граѓаните, исто така ќе одржиме. Ги следите, да кажам, седницата на совет и гледате дека во најголем дел, 80-90% од точките кои што се на дневен ред и кои што сметаме дека се во интерес на граѓаните, ги поддржуваме, дури некој голем дел и без никаква, да кажам, дискусија. Се она што не е во ред и не е добро, сметам дека треба да се опонира и да се бранат интересите на граѓаните, бидејќи на крај на денот ние сме добиле мандат токму тоа да го правиме во рамките на советот и нашата активност и нашиот активитет всушност е тоа. Ние сме добиле мандат од граѓаните таму да работиме врз основа на она што представува наша, да кажеме, ингеренција, бидејќи ние сме опозиција таму. Некако како опозиција, вашата советничка група се добива впечаток како да почна да затајува или да биде некако потивка, освен Мелов и Маневски, некако како останатите да се потивки во советот и како главно вие да ја креирате онаа советничка политика или оние настапи. Политиката и настапите на совет, значи јас крајно транспарентно ги утврдуваме на седници на извршниот одбор и врз основа на креирани ставови на седници на извршен одбор, ние само ги застапуваме истите, значи не станува збор тука дека еден двајца креираат се и дека или се погласни за разлика од другите.
Бете, тоа е можеби, не знам, општа, да кажам, перцепција. Ние сме имале од самиот почеток активност на најголем дел од советниците во Советот на општина Кавадарци, така да, не знам. Еве, вие сте прв човек на кавадаречките социјалдемократи, координатор на советничката група, власта е државна во СДСМ. Задоволни ли сте од тоа колку пари државата одвојува за Кавадарци како општина? Па, видете, јас можам слободно да ви кажам овде дека ако правиме споредби како било во минатото и колку, например, централната власт инвестирала во општина Кавадарци и колку инвестира денес, ќе видите дека пропорциите, односно разликите се драматични. Точно е дека Кавадарци е општина која што има најголем придонес од страна на граѓаните и на компаниите во придонес во полнењето на буџетот, меѓутоа враќањето во последните 5 години и враќањето кое што било претходно е драматично различно. Тоа значи дека се поддржуваат од централната власт и градоначалниците кои што не се не ги поддржуваме ние градоначалниците, ние ги поддржуваме потребите на граѓаните. Ние не работиме за градоначалниците, дали се од СДСМ или од ВМРО, ние работиме за потребите на граѓаните. Например, ако во Кавадарци е проблем сместувачките капацитети во однос на детските градинки, Кавадарци доби нова детска градинка од страна на Министерство за труд и социјална политика. Ако во Кавадарци е проблем основното училиште Страшо Пинџур, кое што беше единствено основно училиште кое што немаше спортска сала, ние градиме спортска сала во основно училиште Страшо Пинџур. Ете, имате нова спортска сала од страна на Министерство за образование и наука. Ако е беше децениски проблемот со мостот во Ваташа, направивме целосно нов мост во село Ваташа. Улици во општина Кавадарци. Министерство за транспорт и врски реконструира улици во општините. Улици реконструира Министерство за транспорт и врски во општините Илинденска, Пионерска, Браќа Џунови, Дисанска, Западен булевар. Сите се реконструирани од страна на Министерство за транспорт и врски врз основа на проект кој што им врз основа на бројот на жители реконструира одредени улици во сите општини во Македонија. Сакам да ви кажам дека владата не поддржува никој, туку владата работи и ги поддржува интересите и барањата, потребите и проблемите на граѓаните од аспект на инфраструктура. По најава е затворениот базен, при крај е целата тендерска, да кажам, процедура, така да очекуваме дека во најскор можен рок Агенцијата за млади и спорт заедно со избраниот изведувач ќе започне во однос на изградбата на затворениот базен во општина Кавадарци, дневниот центар за лица со попречна, кој што е во рамки на Министерството за труд и социјална политика, кои што се два клучни моменти во однос на што на владата само во оваа година треба да го инвестира овде во општина Кавадарци. Сакам да споменам као еден клучен капитален момент за мене и веројатно за целиот, не само за општина Кавадарци, туку за целиот овој регион, покрај се ова што наведов и споменав до сега, е моментот за компјутерскиот томограф во општата болница во Кавадарци, кое што, да кажам, е сериозно подигнато и нивото и квалитетот на сите останати, да кажам, услуги кои што ги нуди општата болница, и клучниот момент беше минатата година во септември месец со отварањето, односно обезбедувањето на компјутерскиот томограф, кој што граѓаните од целиот овој регион ќе имаат сериозен бенефит во делот на навремено диагностицирање на оно што представува разни заболувања, кои што е патување во Скопје за таква диагностика. Кое што е клучно, значи навременото диагностицирање на одредени болести е клучно за понатамошното успешноста, да кажам, на лекувањето на секој пациент. Така да од тој аспект сметам дека се ова што би
набројав и кажав, до сега сме инвестирале као влада, као никогаш до сега во општина Кавадарци и сме инвестирале во сите сектори, во сите пори на живење на граѓани. Од образование, здравство, детска заштита, буквално се покриено, се опфатено. Плати, минимални плати, работнички права, се она што представува, да кажам, живење на граѓаните. Оброк за секое дете од 1 мај беше тоа во предизборните програми и на актуелниот градоначелник Митко Јанчев и на СДСМ. Овој проект веќе се реализира од 1 мај. На последната седница на Советот критикувавте дека не е соодветна оваа храна која што ќе се дели на децата. Еве сега веќе функционира проектот. Како гледате од оваа дистанца? Дали е добро што овој проект почна да се реализира и е од бенефит за родителите и за децата од 1 до 5 одделение? Вака. Во однос на овој проект, прва работа, сите треба да бидеме одговорни кога одиме на избори и кога даваме ветување во однос на граѓаните. И ако сме давале ветување дека на децата од 1 до 5 одделение ќе им дадеме здрав оброк, тогаш треба да им даеме здрав оброк. Разликата во сумите од 50 милиона да го симнете на 18 милиона, значи да им дадете нешто чисто да го покриете, да кажам, тој дел во однос на оброкот. Една работа. Втора работа, во делот на најдовме еден правилник од страна на Министерство за образование, кој што правилник сугерира дека децата треба да избегнуваат одредени храни кои што предизвикуваат гојазност и одредени други, да кажам, од здравствен аспект моменти кај децата, и беше наведено таму, значи дискутирав ја за ова на седница на Совет, дека такви пекарски, да кажам, производи, банички, кифли, сладкарски производи, дека треба да се избегнуваат во исхраната на децата. И нашето, да кажам, спротивставување во однос на оваа работа не е да нема оброк, туку да биде здрав оброк, односно децата да добијат здрав оброк. А тоа значи наместо кифли геврек да добиваат? Па, споменував на самата седница, таму треба да... споменував кои храни се препорачуваат. Се препорачува риба, ориз, се препорачуваат овие снегулки, мусли, такви работи. Не сметате дека овие деца тешко може таква храна да консумираат, со оглед дека веќе се навикнати на брза храна, на банички, на кифли. Прашањето е... И сето тоа е на штета на нивното здравје, меѓутоа тоа е секојдневна исхрана и кога им даваме пари од дома, тие го купуваат токму тоа или ќе купат некој чипс, газиран сок и така натаму. Да, ама идејата е да ги менуваме тие навики. Идејата е да инвестираме во едно поздраво, да кажам, да инвестираме во една поздрава младина, така да од тој... Што велат вашите сега согледувања, контакти и со ваши активисти, членови кои што нели имаат деца во училиште? Како гледате на овој проект? Треба ли да продолжи да живее со менување на квалитетот на продуктите кои што ќе се дистрибуираат? Мислењата по мене се поделени. Дел од граѓаните се согласуваат со она што ние го зборуваме и дека навистина беше ветувано дека треба да има здрав оброк и дека треба на децата да им се овозможи здрав оброк, а дел од граѓаните велат, видете, во ред се вашите дискусии, меѓутоа мојот семеен буџет за 30, 40, 50 денари што ќе им давам на децата ќе биде покриен од страна на општината, односно децата би добили. И тоа е грижата што ќе се јаде утре на училиште е некако префрлена на друг. Така да сега за сега сметам дека мислењата се поделени помеѓу родителите. Ќе поддржите ли овој проект и од новата учебна година да... Јас ќе инсистирам да ние на децата им овозможиме здрав оброк. Ќе инсистирам, значи никој не ја отфрлува идејата дека на децата треба да им
се даде здрав обрук. Јас верувам дека најголем дел од граѓаните веруваат дека тоа е исправниот момент, и ќе продолжам и понатаму да во рамки на Советот го застапувам дека на децата треба да им се овозможи здрав обрук. Кавадарци веќе во делот на паркирањето, речи си нема проблеми, има паркинг простори кои што се достапни. Како советничка група во дискусиите велите дека сепак цените за паркирање се високи споредено со други градови. Како гледате на паркирањето како зонско паркирање како проект во општина Кавадарци? Тука ќе го спомнам прашањето околу градскиот превоз кој што започна да функционира во општината. Вака, во делот на... Два проекти кои што на некој начин ја менуваат сликата на вистинско градско живење. Вака, во делот на јавното паркирање, ние имаме константен став година од кога сме советничка група, година и пол назад. Ние имаме неколку забелешки, сериозни забелешки во делот на оно што представува градско паркирање. Прва работа, идејата на градскиот паркинг беше да биде опфатено само централното градско подрачје, односно оние улици каде што имавме проблем во делот на паркирање, односно во делот на регулирање на паркирањето во централното градско подрачје. И почна јавното предпријатие да функционира во централното градско подрачје и полека почна да се шири и да опфаќа одредени улици кои што се, да кажам, веќе на периферија на градот. А не беше тоа идејата. Не е идејата да вие поставите во цел град паркинг, туку да го регулирате просторот со платен паркинг, атрактивните паркинг места, да граѓаните по потреба одат да паркираат, да си платат за тоа и да ослободат место за некој друг. Ние одиме во преголем... Тука се создаде и злоупотреба на периферните улички, значи избегнувајќи паркинг се паркираше наоколу. Само ако може. Да, поведете. Значи, идејата беше да се регулира централното градско подрачје со платен паркинг. Регулирање на паркингот. Ние што направивме? Ние правивме комерцијализација на јавниот простор, ставајќи им на граѓаните паркинг, наплаќајќи им на граѓаните платен паркинг. Не значи вие, ако регулирате одреден простор као паркинг, дека на граѓаните мора да им наплаќате. Значи вие можете да регулирате паркирањето, да го регулирате паркирањето во периферните делови на градот, меѓутоа зошто да им го наплаќате? Тоа не чини ништо, значи да нацртате едно паркинг место, не ја чини општината ништо. Ме разбирате? Значи прва работа во делот на опфатот, каде што имаме платен паркинг, сметам дека е несоодветно. На последната седница на Совет гледаме дека 9 или 10 месеци се наплаќал паркинг на улица која што не била вметната со одлука на Совет во зонирањето. И тоа е, како да ви кажам, скандал над скандалите, да вие ставите табела и цртате паркинг простори и им наплаќате на граѓаните, а за тоа да немате одлука на Совет. Значи тоа сте го правеле спротивно на закон. Сте им ги казнувале граѓаните, сте им клевале коли, сте им ставале канџи, сте им наплаќале паркинг 10 месеци без одлука на Совет. И јас не знам што планира да прави општината во однос на тие граѓани, во однос на овој дел и кој ќе понесе на крајот на денот одговорност за сета оваа работа. Лесно е вие да кажете ќе било грешка и од утре никому ништо. Значи по тој принцип вие може да ставите на било која улица да ставите табла и да наплаќате паркинг. Втора работа во делот на цената и во делот на оно што представува билети за 1 час паркирање. Значи ние во централното градско подрачје имаме паркинг карта од 30 денари за 1 час. Во Битола, например, за 2 часа паркирање плаќате 30 денари. Значи дупла поевтино од општина Кавадарци. Битола е град кој што е неколку пати поголеми. Фреквентност и на возила и на граѓани кои што се движат низ централното градско подрачје е значително повисоко во тој град во однос на Кавадарци. Иста е состојбата и во Прилеп, кои што не се, да кажам, тука поблиски градови до нас и со кои што може да правиме, да кажам, споредба. Во делот на цената, во делот на дневните билети, погледнете ги дневните билети во тие две општини.
Например, јас пред некој ден гледав на социјални мрежи дневен билет за паркирање во Прилеп 80 денари. Во катна гаража 50 или 60 денари во Прилеп. Кај нас дневна карта 300 денари. Тоа се драматични, да кажам, разлики. Трет момент, во делот на опфатот на часевите. Само ние сме општина каде што во сабота се наплаќа до 22 часот исто као во работен ден. Зошто? Заради финансиска оправданост на предпријатието. Што сега треба граѓаните да им го регулираме паркинг просторот или да го финансираме јавното предпријатие? И последна работа во делот на онаа што представува казнување на граѓаните, треба да ја видиме добро таа работа. Мислам дека граѓанин кој ќе паркира прописно и кој не знам, заборавил да пушти порака од некаква си небрежност, не пуштил порака, му ставаме канџа, после неколку часа, после 2-3 часа, за тоа плаќа една казна, после 2-3 часа доаѓа пајак, му собира колата, а е уредно паркирана. Идејата на пајак службата треба да биде оние кои што не се, да кажам, прописно паркиране тие возила да ги санкционира и да ги отстранува, се со цел да имаме нормално движење на сообраќајот. И ние паркиран прописно, без порака или грешка во порака, или сега седим 1 час, 2 часа, некој заборавил да продолжи паркинг, доаѓате после 2 часа или 3 часа, собирате колата и плаќа уште една казна за паркинг. И мислам дека народски кажано почнуваме да ја претеруваме работата во однос на овој дел, и во однос на опфат на паркинг, и во однос на дневни карти, карти по час, во однос на опфат временски во кој што се наплаќа паркинг, и во однос на ова казнувањето. Ако е идејата да граѓаните сите го финансираат јавното предпријатие, тогаш мислам дека тоа е погрешен начин и модел на кој што треба да функционира едно јавно предпријатие. Значи, едно јавно предпријатие треба да обезбеди одредена услуга по оно што представува најниска цена која што треба да му обезбеди негово нормално функционирање во давањето на таа услуга. Имаме и градски превоз, значи јавно предпријатие за градски превоз. Како го коментирате работењето на ова предпријатие? Па мислам дека е се уште рано. Гледаме дека општината не се занимава во однос на промоција и потикнување, да кажам, на граѓаните во однос на јавниот градски превоз. Сметам дека и таму цените се превисоки во однос на оно што представува цена за единично возење или цена за овие приградски, да кажам, односно рурални места. Например, ние не може да имаме иста цена на карта као за единично возење како во град Скопје. 40 денари во Кавадарци, 40 денари во главниот град во Македонија, кој што е по површина сериозно поголеми. Таму дестинациите се по 4 по 5 километра, кај нас е значително пониски. Меѓутоа па таму автобусите возат полни, кај нас не е случај. Видете, тоа е прашање зошто се празни автобусите. Прва работа, дали се направила соодветна анализа, дали има потреба, за кои делови има потреба, дали автобусите би биле подобро искористени ако имаме само во руралните места, односно во оние приградски места. Една работа, втора работа, што општината прави во делот на промоција на јавниот превоз, како го потикнува Меѓутоа, тука нели сметате дека и граѓаните се навикнати да ги користат возилата? Да, меѓутоа немате никаква промоција во, например, тој дел. Како очекувате да граѓаните променат одредена навика ако вие тоа не им го доближите, не им даете пониска цена, не им даете соодветна промоција во однос на таа работа, како очекувате да граѓаните така адхок го прифатат? Значи не е идејата да отидете и да се сликате еднаш во автобусот и тоа ли е идејата на промоцијата? Да ви отидете еднаш, се фотографирате дека си одите од работа со автобуси, тука заврши целата промоција на јавниот превоз. И имаме, за жал, празни автобуси. Исто влијание, јас сметам дека има и висината на цената. Ви велам, не може да во Кавадарци, во Скопје имаме иста цена на
јавен градски превоз. А таму се дестинациите драматично подолго. Ке го заокружиме овој наш разговор вечерва. Како сте задоволни од соработката со советниците, значи со сите советници кои што се дел од овој состав на Кавадаречкиот совет? Соработка, мислам дека имаме за се она што е во интерес на граѓаните. Така да во однос на тој дел мислам дека немаме некаков си проблем да функционираме. Мислам дека е зрело да ние како избрани лица од страна на граѓаните функционираме во рамки на совет и секој да се бори за својот концепт и секој да се бори на начин на кој што мисли дека треба да се бори и да ги застапува граѓаните, така да од тој аспект мислам дека нема проблем. Има веројатно одредени проблеми во, да кажам, во начин на кој што се води седницата. Јас тука имам одредени замерки. Јас сум, например, советник кој што е најчесто прекинуван од страна на и председателот и од страна на советниците од мнозинството, и мислам дека тоа не е коректен начин и не е демократски да вие на тој начин сакате да некого спречите да презентира она што е негов став. Така да единствено во тој дел сметам дека имаме проблеми, значи ВМРО ДПМН треба да покаже еден повисоко ниво на демократски капацитет и да излезе јавно на мегдан, па дури овака на дебата. Јас сакам да упатам еден јавен апел, ако има јунак, бојрум на дебата и да разговараме отворено и на емисии, зашто да одиме на посебни емисии, да ги супроставиме, да ги спротиставиме, да кажам, концептите наши, тие својот, и на крајот на денот граѓаните бидат тие кои што ќе судат кој концепт за нив е подобар. И тоа е еден, да кажам, исчекор напред во однос на она што представува демократска култура овде во општина Кавадарци. Сакам да споменам само дека во оваа година и пол главните наши заложби во однос на советот на општината е како општината прибера средства и како истите ги троши и општината и јавните предпријатија. Во година и пол функционирање добивам впечаток дека општина Кавадарци во последните 5 години станува една од најскапите општини во однос на она што представува локална јавна давачка. Имаме зголемување на цени на џубрарина, имаме зголемување на цена на вода еднаш. Минатата година ја зголемија повторно 3, па плюс уште еден 4 денари. Гледам дека граѓаните доста почнуваат да реагираат во однос на цените за комунални услуги кои што ги плаќаат према јавното предпријатие Комуналец. Гледаме 2, 3, 4 денари сметки за комунални услуги. Минатата година, наместо да бидеме прва општина во Македонија кој што ќе ослободеше одредена социјална категорија од плаќање на градинка, ние на граѓаните во услови на светска, да кажам, глобална криза, во услови на висока инфлација, кога требаше да ги поддржиме граѓаните и тука од страна на општината, ние не направивме ништо, туку им ги зголемувавме давачките. Ја зголемивме давачката и за детска градинка. Па едно семејство кој што има дете, наместо 1500 денари, сега плаќа 2000 денари за сместување во градинка. Има еден од најскапите, да кажам, паркирања во градот и во однос на паркирање и во однос на опфат. Имаме јавен градски превоз кој што е највисок во ранг на градскиот превоз на град Скопје. Имаме најавено зголемување со новата реевалуација. Се донесе закон со кој што делот за дворно место од 0,1 се намале на 0,05 и наместо граѓаните да добијат намалување на износот за данок на имот, по одлука на мнозинството, истите и по одлука на градоначалникот, истите ќе добијат
зголемување на данокот. Наместо намалување на данок на имот, ќе добијат зголемување на данок на имот, на износот на данок на имот. Кога ќе видиме кај одат финансиските средства, 70 милиони денари изнесува само плата придонеси на општинската администрација. 30 милиони денари имаме времени вработување. Тоа се 100 милиони денари пари на граѓаните кои што ги прибира општината, а кои што ги дава за исплата на плати. Кога ќе иземете стоки, договорни услуги и слични работи кои што се за тековни трошоци и тековно функционирање, гледаме дека општината еден мал дел троши за вистински капитални инвестиции. И моите дискусии и дебати во Советот се што општината прави со парите кои што ги собира од страна на граѓаните, бидејќи им зема голем дел, кога ќе соберете и од страна на јавни претпријатија и со данок на имот, излегува дека еден сериозен дел од семејниот буџет на граѓаните на општина Кавадарци оди као јавна давачка, дали во паркинг, дали во јавно претпријатие Комуналец, дали во некој друго јавно претпријатие или во општината, а многу малце се враќа назад. Клучни капитални инвестиции во општина Кавадарци се инвестициите кои што ги прави владата. Општината прави одредени крпења, реконструкции на улици и слично. И тоа е жално и тоа е еден сериозен проблем. И ако ова се дискутира и се зборува на Совет, ова не е злонамерно и ова не е деструктивно, туку ова е максимално конструктивно обраќање и бранење на интересите на граѓаните на општина Кавадарци, заради тоа што на крај и јас и секој кој што доаѓа од мојата советничка група, од советничката група на СДСМ, и сите советници кои што доаѓаат и од другите советнички групи, и тој кој што е избран за градоначалник, треба да работиме и да го браниме и да го штитиме јавниот интерес. Господин Мелов, благодарам што бевте наши гости во ТВ Објектив. Ви благодарам и вас уште еднаш на поканата, секогаш овака ми е чест и ми е задоволство и мислам дека секогаш правиме едни добри, продуктивни и на крај на денот интересни емисии за граѓаните. Се надевам дека гледачите ќе бидат задоволни од времето што го потроши гледајќи емисијата, меѓутоа еве тука ќе кажам дека и ние покрај на социјалните мрежи веќе седниците на Совет ги емитуваме во живо и на нашата програма. Тука само уште една работа, голема, да кажам, голем придонес во однос на транспарентноста на Советот придонесува и вашиот медиум, посебно во делот што почнавте да ги пренесувате седниците на општина Кавадарци во живо, и гледам дека голем дел од граѓаните почнуваат да ги следат седниците на Совет и да ни кажуваат одредени проблеми, да не контактираат директно, и на тој начин и им помагате на граѓаните во делот на запознавање со она што е актуелно и си работите вие вашата работа, меѓутоа ни помагате и нас као советници, избрани од страна на граѓаните, да со еден директен пристап, со еден директен контакт од нивна страна ги запознаваме полесно нивните проблеми со кои што се соочуваат во секојдневното живење. Благодарам. Ви благодарам и вас. Почитувани, ова беше ТВ Објектив. Наши ваш гостин, председателот на општинската организација на СДСМ Кавадарци Вуко Мелов и координатор на советничката група во Советот на општина Кавадарци. Благодарам за вниманието и довербата. Имајте секое добро со нашата програма.